Уметноста како средство за изразување се родила со човекот. Низ историјата човештвото создавало и наоѓало различни начини за пренесување и изразување емоции, мислења и вредности преку различни уметнички јазици. Еден од нив е фотографијата. Таа е сеприсутен елемент во секојдневниот живот, кој значително ги промени начините на поврзување и комуникација меѓу луѓето. Примената на фотографијата опфаќа многу широк спектар, почнувајќи од документарно снимање па се до науката и уметноста. Како документ, таа има важна улога во историските и новинарските области, бидејќи овозможува снимање слики во реално време и нивно репродуцирање на физички или дигитални медиуми со голем досег. Уметничките прикази се уникатни, па така секоја култура го преведува, толкува и представува светот според одредена точка на гледање. А во рамките на секоја култура, секој уметник го прави тоа на свој начин. Еден многу успешен уметник, извонреден на ова поле, е вечерва со нас. Александар Томовски, фотограф. Александар, добре дојде во Трафика. Добро вечер, добро те најдов. Ке почнеме од како со сите. Роден во Скопје, по професија си софтверски инженер, но страста за фотографијата и филмот ти ја надминува таа граница на професионален план, нели? Кажи ми, од каде се роди твојата прво љубов кон фотографијата? Фотографијата, па може би рекол од почетоците негде датираат во планините. Едно време бев доста активен и со друштвата и по планини низ Македонија генерално. И природата мислам како инспирација првично, па некако постепено понатаму со разни соработки, запознавање луѓе, кругови, накај фешн фотографија свртев, па некои модни едиторијали, па полека како идеше тоа кон луѓе повеќе наместо кон фотографија, тука излегува повеќе приказни и на улиците и документаристика и така на некој начин постепено се пронаоѓав. И уште се пронаѓам до душа. Уште ке менуваш, нели? Да, не мора да значи дека ќе останеш нова. Нема жива материја е тоа. Да, јас одев на Битола овој викенд и со сите тие сиво бели облаци имаше, а жолти полиња, имаше невидено, ќе ти покажам фотографии што направив со телефон. Да, верувам натаму на Капела година. Тоа е лудило. Стално знам да застанам реално и кога возам натаму. Така што те разбирам како си почнал, тоа е те привлекува на сред, па таму и обавезно има некога знае сонцето така да постеле жолтиво. Да, преубаво. Кога веќе спомена дека почна да нели со природа, па документирано нели, односно документарно сликање, го носиш секогаш апаратот? Ти доаѓа онака или ти е криво некогаш затоа што кажеш како немам? Криво, да. Сега така? Така. Баш сега имав скоро ситуација која беше оваа месечина. Крвавата месечина, јас ја фатив некако. Ја имам и неколку пати месечината ми е птен работен субјект, ама овој пат баш се најдов на пат и некако на плетваров таму од високо. Се гледало преубаво. Како излезе и онака. Кај да застанам сега. Не смеш да се одвојуваш од апаратот. Не, можеш, ама ето. Се случува некогаш него носам. Имаше еден период, имав проект, така, тоа е само предизвик, што се вика 365 проект, кај што буквално за рака ми беше врзана камерата и тоа е некој предизвик кај што ти треба секој ден да правиш по една фотографија на денот и да објавуваш во текот на цела година. Она што беше, точно го имаше на Инстаграм ли беше, не, на друга платформа беше? На Инстаграм, па и на Фејсбук го имам сега, така што, да, и тоа е она, ако тргнам од кај сум почнал, како ми одел патот или, не знам, идеите или естетиките, мотивациите, баш тоа е некоја добра патека и добар тајмлајн на она што ми се одвивало и како постепено после се расширило. Ке прескокнам сега на една сосема таму момент што сакав да го споменеме подоцна, ама некако ми е тука. Вели во оној филмот што го споменавме, што ми го пушти. Моментот е. Зошто? Затоа што сега е моментот. Ако не, нема да сликнам, нели? Затоа што
цел ке се представиш со еден твој момент. Кажи ни малку за тоа. Колку е моментот важен за да се долови убава фотографија? Моментот е важен не само за фотографија. Моментот ја што го гледам пред, ја треба да го сетам за да сакам да го пренесам на други. Сега тоа што спомнати таа сцена многу ми е така драга, каде што стои ликов и се појавува една мачка која што не знам еднаш на 100 години никоја нема сликано. И овој до него вика зашто не ја направиш фотката, што не кликнеш. Некогаш не сакам. Не му е моментот. Не е моментот, овој момент го сакам за мене. Так. Не е за фотографија, не е за сакам да сум во моментов, сакам да е нешто мое лично и не сакам или едноставно, не знам, ми се има случајно 2-3 пати таква ситуација како тој. Не знам, еднаш беше персиидите ги ловевме, ги бркавме цела вечер на Галичица, едноставно остев камерата и викам лежи на камење и гледај во небо, тоа нема. Кога сум на концерти, најчесто на концерти, секам добро, нели ми е поубаво да застанат и да гледат, затоа што потоа ќе има професионални фотографии, ќе има нивни фотографии. Зошто мора со телефоните да се стои цела овакво? Сега скоро мислам дека беше дали Малума или Бед Бани, еден од тие уметници, каде што со такво пцуење ги им рече па добро ќе престанете ли веќе со телефоните? Нема, да, го немаш моментот, го немаш она енергијата, не можеш да развиеш емоцијата. Значи има луѓе што го гледаат цел концерт, они не го гледаат концерт. Го гледа низ објект, низ пажи објект. Што си дошол, не знам. Реално. Во еден момент и самиот кажа, ама и според тоа што гледав, решаваш да се посветиш на женското тело. Се проткајува низ времето, женското тело се проткајува низ времето како инспирација за многу уметности, за многу култури, за многу епохи. Имаме балет, балерини, актерски израз, танц, тие ти се главните теми. Да. Зашто токму женското тело, не телото, не машкото, не женското само, туку за да не влеземе, нели, потоа ќе ти споменам за она објективизација, нели, на женското тело што се појавува. Зошто? Види, тоа, како што кажа, решаваш, не решавам. Ти доаѓа. Само доаѓа, да. Не е дека сега седнав и викам од јануар почнувам. Не, види, тоа си било таму си има историски гледано еден куп причини и начини кои што те инспирираат и мотивираат, не знам, тргнеме од камено доба наваму, од статуетки до скулптури од грчко-римско до што не наваму е жената е субјектот. Така, од неа почнува се, со неа завршува се. Микеланџело и не знам уште неколку, да. Така што има некоја мистерија, некоја, значи настрана она скулптурирањето или физикусот и се тоа, не е само да се пренесе, види. Да. Ова е убаво. Естетиката, енергијата. Добро, убаво е, ама нема ништо. Имам такви фотки или има и се гледаат типо, не знам. Можеш сегде да најдеш фотка кај што да, добро. Убав е човекот, убав е субјектот, ама нема фотографија тука, нема приказна, нема ништо. Како ти доаѓа да нели го гледаш женското тело, еве, зад нас е балерина, претпоставувам. Да. Тие се баш онака најеклатантен пример на се она контрадикторно и споено во една жена или во едно битие. Од, не знам, треба да си, нели, среќен, весел, елегантен, се тоа, додека во меѓувреме трпиш, не знам, болки, притисоци, стресови, шпиц патики, мускули толкави навиени. Тоа на некој начин онака ми е како она воедно што е жена низ животот, она, или како да кажам, сублиматна се што е жената. Наједноставно да се примети во некој половина час или 5 минути. Па да, ако тргнеме, нели, така и мајка, жената мајка, поаѓа целиот живот, нели, на сите
Толку таа инспирација, како што спомнав, меѓу од што ќе го спомнам од Еросот до мајка, до не знам, има значи многу до проста естетика, до суштинска емоција, до нешто јас сум видел, нешто ми покажале. Знаеш како и она разголување кој ќе кажат не е само она дошол човек се соблекол, без разлика жена, маж, нема врска. Тоа е многу лесно, барем од денешно време. Сегде гледаме голоти, Така, голотија е едно, нема друго поента е во тоа. Меѓутоа, уметност во голотија. некој кој има емотивна причина да се разголи и доаѓа на некој начин како терапија, психотерапија, таа сесија, малце поинаку говори и самото тело и самиот човек. Не е она, еве, гол човек сум, убав сум, окей, супер. Така не мора ни да е совршено телото, нели? Што ти е поентата? Да. И затоа, впрочем, и повеќе работам со цивили или нормални луѓе, мислам, не модели, не професионални. Да. 90 и нешто посто, да речеме, од работам и со модели, не дека не, меѓутоа баш она тоа што го барам и кога го ловам е токму од најнормални секојдневни жени. Суштината, Кои нели, што односно прошле низ нешто или праѓаат низ нешто или есенција на- сакаат нешто да кажат. да, еве тоа имам ставено дека се препознатливи твоите фотографии по деликатна интеракција на светлина и сенка. Еве можеме и на оваа фотографија да видиме и е емоцијата ти е главен елемент при приказот на ликовите. На оваа фотографија конкретно, на пример, да не зборам што се претрпе Јоана балеринава за овие. Со што е посипувана? Со брашно. Брашно. Да, ама И фотографијата. око не и трепна, освен кога стварно имаше брашно во око и мораше да трепка, меѓутоа генерално се фасцинирав онака. Види се за уметноста. Меѓутоа, тоа, се за уметноста. Она е уметник кој што разбира уметност и сакаше да биде дел од таа уметност, а не да биде само лик. спореден лик или играч, него заедно креираме. Кој ќе го разбере тоа некој нешто дека заедно сме во ова и јас сакам да го направам, не сум ја, него е делото, тогаш е друга приказна. Така, затоа што инаку би биле празни школки, нели, ќе ги наредиш, да, убави се, Па, ама, да. ама не е тоа. Мислам, верувам дека ја нема емоција. Приметува тоа, сега не знам кој ќе го види, кој не, тоа е веќе Ти секако ќе го субјективно. видиш. Првично е највитно. Првичното е моето. Да. И субјектот пред се. Ако Синоќа видам бев или задоволство, на представа на Ифигенија за ништо и токму ни на ЛССР. Прво за голотијата, со неја коментирав потоа дека воопшто не е тоа вулгарно затоа што е направено со мерка. И второ, се за уметноста, каде што истураат кофа, студена вода на крајот, каде што не е едноставно, нели, да се биде уметник и да се учествува во тој процес. Тоа вулгаризацијата, еве и објективизација, тоа што го спомна, пак не е до тоа јас што го правам, него е до тоа ти што го гледаш во тоа. Ти можеш и во најнормална фотографија да препознаеш, не знам, чудни работи. Кажи ми, како успеваш да го доловиш тој кулминантен момент на емоција, каде што ќе го добиеш токму овој поглед, како, нели, бидејќи не е еднаш два пати. Прво почнува се со разбирање и доверба со човекот. Со моделот, нели, што работиш, така. Значи, колку повеќе време пред тоа поминеш и ја искомуницираш идејата, ти верува во тоа што го правиш, го разбере тоа што го работиш, толку помалце ќе имаш за време на сесијата работа условно. Во смисол, не треба да ти го барам тоа, така, него веќе знаеме кај сме и на што сме, останатото е твое. Фотографијата како уметност или естетски производ е динамична, зависи од време, зависи од просторно и субјективна. И споменав прегеска во најавата дека секоја култура ја гледа, нели, прво различно, а потоа и секој уметник. Ти кога ќе го земеш својот апарат и ќе погледнеш низ објективот,
кога е тој момент, кога е тој што го споменавме, сега не сакам да сликнам или зошто немам сега. Значи, какво е тоа чувство за тебе кога ќе кажеш, сега сум друг свет влегувам, мислам сега сам ја како природно интроверт, кога ќе погледнам низ објективот кој што кажа, снемува се околу мене. Значи тука не гледам дали ќе паднам, дали има луѓе, дали не знам кои ме гледаат, што прават, како прават, кој што збори, се гасат звуци, се гаси ти си околина камерата, така и тука ме снемува. Тоа е во зоното на кој ќе влезеш и тука меѓутоа тој што кажеш моментот на 2-3 пати да ми се случи да пуштам камера и да речам чекам, од се ова ќе го оставам малце вака. Велиш дека ја ловиш емоцијата кај луѓето, а ти која твоја емоција ја изразуваш преку фотографирање? Зошто? Затоа што сепак е тоа твоето гледиште, нели? Да. Ти не ја гледаш вака. Може да кажеш сакам да си насмејана од уво до уво, сакам да ме гледаш заводнички. Моја емоција, не моја емоција, повеќе е моја перцепција фактички. Да, перцепција, така. На нивната емоција. На нивната емоција, како, така. Значи, после некои сесии, вака седнуваме и ги дискутираме сликите, ги гледам реакции. И не се препознаваат во тоа што се као оваа страна сум ја имал, не знаев дека вака би изгледала или дека би стои, или знаеш, она малце се плашат нешто не секојдневно или не репетитивно да направили тоа што не им е нормално во животот или не се перцепираат така. Кога ќе извадам ја нешто што го гледам, а го барам убавото, го гледам. Тоа е твоето гледиште и што или баш она сум го видел нештото во тој човек што дали го крие, дали не го гледа, дали не знам, не сака го покаже или не. Тоа е она разголување, а не гол. Така, а не вулгарно, туку разголување за да се покаже нели целата душа. Преку фотографиите исто раскажуваме приказни, раскажуваме светови, раскажуваме моменти. Ти што најчесто сакаш да раскажеш? Еве, женското тело го земаме како тоа повеќе како моја артистичко изразување или така да. Меѓутоа, баш како концепти, како свет, има култури, има светови кои што навистина вредат да се раскажат, да се погледнат. И тие се некои нешто од патувања или така од ситуации кои што или баш луѓе на работа. Еве ќе земеме балетот. И македонската опера и балет. И тоа се некои такви приказни кои што не ги гледа народот. Такви работи ме интересираат и сакам да ги посочам, да ги видам, да ги фатам, така и доаѓам да полека да навлегувам во тие приказни зад кулисите, затоа што ме интересира што се прави, кој се што прави, за да се дојде до тој полсаат што ќе видиш, ќе зааплаудираш, ќе си отидеш, меѓутоа. Тоа сега да ти кажам, народот ко гледа, ја гледа балерината, ама не ја гледаме одзади кога вика ме уби ова. Не ги гледаме светладживе што прават, не ги гледаме сценските позади работници, не ги гледаме шминките 2 сати пред тоа што се прават. Не гледаме другиве што чекаат тука доле, не ги гледаме музичарите, ништо не гледаме. Ама кога ќе се спакува тоа, мислам ти не гледаш никако се доаѓа до тоа. Да. Кои се тие нервози, кои се тие соработки. Тоа ти е зад кулисите. Јас читајќи видов зад кулисите, потоа гледам над кулисите, па го поправив. Викам, чекај, зад или над? Потоа сватив дека се две различни. Мислам дека истата е потоа представена и на Охридско лето. Ајде кажи ни, кога веќе ја споменавме зад кулисите, токму зад кулисите буквално е онака кој што имаше кажано овој Џолев еден цитат, вика модерниот дега. Таму сум толку позади. Скрос си модерниот дега. Позади сцена што мислам онака како не ме ни приметува. И тука е она моментот на кога ќе станеш дел од нештото, кога знаат што работиш, како работиш и што ловиш, и тогаш не сметаш, не си, значи си се слободни и свој.
И тогаш е онака природно. Знаеш како, тоа што споменав сега, баш тега ги има тие балерини што се наведни Да, текнува да, со да. сигурност, или патиките, или... Да, над кулисите, мислам, тоа ми е повеќе истражување, агли, перцепции, знаеш, има стандардно балет, генерално е замислен од средина и тука имаш и светлото е наменето за тоа, и сцената, и се како што треба, и за симетрии, и по режија. Тоа е идеалното, меѓутоа тоа е баш документарна сценска фотографија, каде што е окей, меѓутоа е по така, да речам кој што кажеш за Facebook, Instagram или за документар, за архива. Меѓутоа имам и од таму добри, мислам, како и да е, многу интересните, секоја ќе излезеш од таму и кога ќе се растрчаш по тоа што ќе доскава опера и балет, тоа е лавирица од објекта, значи нагоре, не знам, 30 метра колку иде. И така имав таа чест и доверба да можам од озгора да стојам. Горните фотографии, јас се надевам дека од режија ќе ни ги пуштат и тие има фантастични, мислам дека има лепи довои. Тоа е некој невообичаен агол кој што го насетив, ама бев скептик, пошто тоа и подлогата рефлектира чудно. Да, таа е онаква муша. Знаеш, сега малци шуве, тие седиш тука до рефлектори на некој патче толкаво и такви некои ситуации мораш да пазиш на завршиш на сцена, на струја, на што сакаш тоа. Еве го фотографот буф. Па дури се користи тоа од сценски работници, тука се фрлаат снегови чуда прагови, така што малце така треба да знаеш што правиш и кај си. И тие беа технички многу тешки за задолжување и за изведба, меѓутоа испадна извонредни се. Да. Извонредни се. Јас ќе се ги задржам во компјутер, нема да ми ги тргашат драйв, преубави се. Светски познати фотографии, еве сум изведил Асел Адамс, специјалист за црнобели пейзажи, Анри Картие-Бресон, татко на модерното фотоновинарство, Синди Шерман, автопортретите Ени Лајбовиц, мислам дека сите ја знаат, па се има појавено со нели портретите на познатите личности, неизбришливи траги во буквална смисла имаат оставено, потоа ги имаме Стив Маккари, што ми спомена, и Себастијан го викам јас. Себастијан. Ми го имаше ќе се навратиме после на Русија, али баш на бразилец ми го изговори, викам нема шанси. Па тој како на шпански Себастијан, ама нивното е назално, и вели Себастијан. Да. И викам нема шанси. Себастијан ќе си го викам. Корасон и Корасаон. Така. Така, и он е Себастијан. Салгадо. Дали кој било, нели, дали од овие што ги споменав или други те инспирира, еве да па и влијаеле, ама нели ти ги гледаш и велиш тоа е. Да, ти видиш, ако ќе фатам камера, не викам сега идам сега ко Ансел ќе правам сега. Не, да. Тоа е. Не, во секој случај се инспиративни ликови, особено да, Ансел Адамс, пошто ја црно-бела фотографија многу практикувам и ја сакам. Не се снаоѓам со колорот, него некои ситуации, односно дури и природата, повеќе ја сакам во црно-бело ради се сложува. Сенките тука, светлата, не знам, се е поинаку кога ќе оставиш во црно-бело, затоа што тоа е голото на фотографијата, уствари. Знам, такви ми ги направи фотографиите. Не, пошто ги одбои. Има луѓе играат со психологија на око, на перцепција, кога ќе заиграш со комплементарни бои и со едно друго, како и да е, значи, даваат посилен впечаток на фотографијата. Сама по себе може не е толку впечатлива, меѓутоа ако добро ја изиграш психолошки со правилно местење и на бои на овона, тогаш е малце повпечатлива и у модерно време е да направам паралела е со лајкови. Значи, мене црно-белата фотографија секогаш ми била... Ама црно-бела е гола фотографија, да, чиста суштина, чиста приказна и нема игра тука. Да. И тука има некои контрааргументи во смисол, ама ти му оставаш на субјектот многу повеќе сам да си додаде. Да, нека си додаде, меѓутоа мојата приказна е таа. Нема потреба што да се додава на црно-бела фотографија, нова нема што да додадеме. Ај обој го, да. Да.
Ова обоено нема Да, ќе биде не, бело браш. некои воопшто не одговараат, има негде кај што навистина си има сега култури, Нормално. не знам, Носи ако ќе да, сликнеш цркви или и чуда, ке- што да. стварно бара тоа, тука нема бегање. Да. Меѓутоа, Сосема се али, се да, согласувам. кога да не избегаме од авториве што ги наброил Да. Анцел, Себастијан Салгадо го спомна, тој па пред некој месец почина и тој на 80 и нешто години. Значи, убедливо најголема инспирација и фотограф и човек. Има еден документарец за него, Salt of the Earth се вика, и најмалку еднаш годишно го да гледам, знаеш. за и сите треба да го гледаат, Да. за да се подсетат што е човек прво и зашо после е таков фотограф како што е. Тој не е фотограф, тој е хуманист, тој е, не знам, треба човек да го изгледа тој документарец и ако не те смени како човек или не Се побуди наоѓа, нешто во се го тебе. има на YouTube на Да, има, мислам. Па ќе го баш е, ќе го ставиме и на брат мојот му и татко профил. му мислам дека го работат тоа, го има и него лично објаснува збори, такви проекти, такви места, култури, таква приказна има. Не знам, тоа ако не те растревожи, не знам, усреќи како и да е, значи там таков микс од емоции што ако останеш равнодушен на тоа. Ах, Александре, се помалку има човекот човек и човекот. Ова е дефиниција за човек. Со задоволство ќе го Од гледам. природа до луѓе, до животни, до сцени кои што не може секој да ги Сакаш да се експонираш, Да. бидејќи си интровертен максимално? Воопшто така? Да може никој да не знае дека Александар Томовски. Затоа сум од другата страна на камерата, не тука. Низ годините имаш учествувано на мноштво меѓународни конкурси, групни изложби, освоени бројни награди. Во повеќе од 30 земји сум запишал Може да ги јачам. низ светот, може и повеќе веќе, да. Кажи ми, што ти е врежано во сеќавањата, што ти е останато како убави, сигурно сите се убави моменти, нели? Не може да се Да. лоши. Какви луѓе сретна, колку ти се отворија некои нови гледишта, видици? Тие надпревари или салони, некои се во рамки на изложба, некои се само надпреварувачки дух, некои не знам. Повеќе се добар момент за да се пробаш до кај си, како си со фотографијата, да видиш дали твоето поимање на одредена тема Може да биде соодветствува со гледањето на жирито од различни светови, од различни култури доаѓаат. Има огромни варијации во тоа што е за еден од Бразил добра фотографија, за друг од Иран, за трет од Норвешка. она што зборуваме културата во која живееме. Тотално, Да. значи онака викаш не е возможно да биде од истата една тема. крајност во друга и некој да се најде во средина. Нешто што тебе ти е ова е врвот, сега ќе ја ставам тука, ова злато паѓа, не ве неќе. Да. Ама не, треба да им ги разбереш културите, треба и после некое време она како ги запознаваш и луѓето, како гледаш кој од каква школа доаѓа, нешто што кај нас фали или наследува од Југославија, ама не. Има држави, има континенти или култури кај што си држат до некоја естетика, до нешто препознатливо и ти кога ќе дојдеш со нешто вака поне својствено нивно, Скокнува. или одскокнуваш или паѓаш, нема средина. Одскокнува надолу. И тоа не те прави ни добар ни лош фотограф, него баш на интерес, мислам него Тоа прави ни сега него ќе речи. добар или лош студија, нема врска. Значи така е пораснат човекот, тоа му е, не знам, окружењето, некој видел повеќе свет, некој помалце и тука ништо лично. Тоа сега ќе нема речев, па лутиш, не тоа е, е тоа. нели, многу е побаво да ја свртиш на една страна, отколку да Така, сите да така, идете така. во една како Па, оние риби, нели, при Или при овци мрестење. напозај друга тера и тоа е тоа. Редовен си на члени на жири комисиите, на престижни. Да, па, впрочем тие надпревари, ќе ги спомнам. Кај што викаш ова не чини. Што е па, ова? да, сега и ја ќе видам. Што е ова? Кај доаѓа со ова? Ама сега него му е тоа, не знам. Совршенство. Тоа му е, да. Сега, има и послави појаги, меѓутоа да, ова се надпревари кои што се патронажи, значи збориме од светските врвови како ФИА, ПСА, тоа се
Ги видов како букви ништо не значи и афија. Тоа се баш она FIFA, UEFA и FIFA, UEFA, така. И сега од такви генерално имам и ја титули од сите тие и со тоа добиваш и на некоја, како да кажем, кредибилитет дека можеш надпревари и салони по таква патронажа кои што гарантираат за квалитет, зборат за меѓународно присуство, суди со докажан квалитет и те канат едноставно, взимаш учество, некаде учествуваш како надпреварувач, некаде која таков систем е, кај што баш кој се спомнав, патронажи си имаат одредени правила, се знае што е црно-бела, што е, не знам, природа, се варираат во нијанси во некои категории, меѓутоа носи ли дополнителна работа, ангажирање од некаде сето тоа или останува на живзијан си со ова, нема ништо. Така, живзијан, така има се. Не, носи сатисфакција. Ама си мајстор на фотографија на Националната фотоунија на Македонија 2023. Што значи тоа? Што значи тоа за твојата работа? Значи, секое признание значи, како не значи, меѓутоа. Секако. Ете, ја спомната, не знам, во Фотосојуз на Македонија исто сум фотограф прва класа. Во ИА сега уште на неколку надпревари од мастер сум таму. АФИА, ПОФИА, не знам, ги имам. Ги имам тие не значат вака ништо, сега ти ги кажам никому ништо тоа нема. Да, ама има и сатисфакција, тука има и тежина има. Да. Лична. Некој те препознал. Нема ја да излезам сега со тоа и да речам, сега тука се млати пара со ова. Нема чиста лична сатисфакција за одреден пат и успех кој што си го постигнал историски за не знам преку 2000 фотографии примени на секаде низ светов, не знам таму преку 200-300 награди, 500-600 уникатни наслови, тоа се некои цифри кои што кога се враќам сега по статистиките, кај ги извади кога излегува, и сега тоа ми е малку така, знаеш. А што значи титулата Титан? 2 години пари. Не Титан, сега сум тоа одамна беше. Тоа одамна? Тоа се повеќе од Титан. Ниво предмастер на фотографија на ИАП и тоа е баш она показател дека си собрал не знам 3-4-5 илјади поени, сега има систематика таму меѓународни надпревари носат одредена тежина, национални одредена и под патронажи на тие светските федерации, кој ќе достигнеш, како што спомнав, 2-3 фотографии примени, не знам, си носат поени и секој тоа ниво ти крева, тој секој ниво одредени поени бара. А не само поени, него бара освоени злата, бара колекции. Значи мора да склопиш колекции да плюс препознаен, да бидеш не само тоа, можеш да склопиш и 10, 20, 30, 50 фотографии за каде каков колекција која што треба да биде евалуирана од уште некои поголеми зверови таму што стигнале и да речате да дечко. Добро. Ова е добро. Еве ви $2 милиони за купи си за трудот. Зад кулисите ја споменавме, потоа имаш над кулисите. Зад кулисите беше во Младински културен центар како изложба. Да, така беше првата изложба и уште ми е од најдрагите. Најдрагите, така? Кога ми кажат сите ми се драги, не. Имаме нешто што да останува посебно драго. Затоа што на таа ми е она што сум. Така. Беше ангажиран во Националната опера и балет. Да, таму си бев онака резидент. Во моментот си некаде резидент, имаш некаков ангажман или си само така спорадично знам пак да ги посетам. Летичкиот холанѓанин. Не, се и работните обврски не ми дозволува. Значи тоа беше период на короната кога бев буквално преселен во МОП. И таа не беа ни ангажмани, беше моја енергија и лични соработки со луѓе, со не знам тука и видеата излегува тука и филмчињата кратки и се тоа. Тогаш баш беше нешто пред околу после короната. Спомени ми, слушники, не отиде времето, имаме уште многу малце време. Спомени ми за краткото видео Парадокс, така? Да. Те молам, кажи ми нешто за тоа. Тоа беше исто така едноминутен филм е тој проект од како да кажам, излезе во продукција на Џолев. Тоа беше како да кажам завршниот труд од академијата што посетував за режија. И тука
тука беше така кога олабавуваше коронава и можевме веќе да комуницираме. Меѓутоа уште беа празни салите, преку 3 места, преку 5 места, така маски, еден тука, еден таму. И ме инспирира тука, тоа следеше после тоа видеото на Саша Евтимова кога го работеше Болерото. Таму бе буквално цел ден од почеток до крај, до цело, прекрасен документарец излезе од тоа. И после се инспирирав да го прикажам балетот, генерално уметноста, во каква состојба е кога е во корона состојба, кога не е перцепирана. Добро. Исто е и видео што треба да им го препорачаме на гледачите да го гледат. Може да се пронајде исто на YouTube. Ама растури по светов. Преубаво. Сакам да споменам, имаш Beyond Body, имаш голо ја ти или ти ја беше? Голотија, таа играта разберот. Голотија, види јас како си го читам голо ти ја. Како успеваш да избегнеш од тоа што споменав и прега со објективизација на женското тело, нели да се представи како грациозно, нежно, длабоко емотивно, а да не бидеш осуден како сега ги експлоатира женското тело. Игнорирам. Така, нели? Што ја правиш? Нели? Си ја знаеш својата побуда, знаеш зошто го правиш Ти го гледаш тоа така, не ја? Јас не. Ти си во плети. Така. Значи ти си со тој проблем, не сум ја. Така. Ја Добро. нешто друго сакам да кажам. Да не заборавиме и многу битен момент. Фрейм 24 започнува во Србија, во Нови Сад, во 2014. 24. Мислам од кога податира како концепт, така да. И фотографии од повеќе земји се собираат, почнува со изложби на улиците на Нови Сад за да се представи нели српската култура, животот, обичаите, традициите. Се во 24-та година исто во Нови Сад. Да, заминуваш ти како македонец. Срепнувам тој концепт. И раскажи ми за тоа и потоа сакам за Фотоолимпик од оваа година каде што освои. Да, што следи на ово. Да. Да, тој е многу интересен концепт, баш лани се запознав и јас со тој концепт на надпревар, да кажеме. Меѓутоа и дружба пак. Имено се работи за... Ти се даваат 24 часа, во кои што добиваш, не знам, во 12 часот добиваш ливче со 24 теми кои треба да ги завршиш до наредниот ден. Колку бо? И те судат 24 судии од цел свет. Реако. И ти имаш до 24 часа да трча. Сега ситуацијава беше конкретно во Нови Сад, минатиот пат. И споредбено сега со Санкт Петербург, тоа го претрчавме градот. Не дека е мал, меѓутоа се постига. Значи, сега тука имаш и ноќна фотографија кај што бара утринска, не знам, значи нема спиење тука. Ти во тие 24 сати треба и да ги одбереш соодветните теми, да дојдеш до тие фотографии. Прево. Да се добри. Некојаш и да дремнеш, ако успееш, ако не е добро, и да ги едитираш и да ги аплодираш. Прево. Прва идеја. Да, многу интересно. И сега тоа прерасна фактички, тој концепт беше аплициран на Фотоолимпијада. Така, нели на Фотоолимпијадата претпоставив дека е нешто слично, дека е истото во суштина, така? Соработкава е меѓу 24 фрейм од Србија, меѓународнава асоциација на уметнички фотографии и Лига на професионални фотографии од Русија. Значи, кој од кој се друженијава. И тука се склапа тој концепт на првично се иде по некоја нормални оние салони, 3 чекори има, 3 круга на елиминација, да дојдеш до полуфиналето и финалето кое цела недела се одржуваше во Санкт Петербург. Да, во Санкт Петербург беше и ти освои прво влезе од полуфинале во финале и влезе во многу категории. Фотографии кои што влегоа беше црквата, внатрешноста на црква, бројки, сенки, она со брегот, фотографијата, брегови, култура, да. Тие беа, мислам. А пред тоа во Нови Сад 12 медали имав 24 теми, кои 5 злата, 5 бронзи, 2 сребра, така беа. Сега тука 3 злата и 2
2 Браво. бронзи. Меѓутоа овде морам признам малце повеќе како турист бев. Со би се рашетавте А сега, повеќе низ. за некојаш ќе оставев малце некојаш да малце повише, ама генерално Санкт Петербург. Значи прво тоа е Значи тоа ми беше цел и почна чудовишто војната град. пред да на страна тоа се не е како помаливе градови кај што можеш да ги претрчаш, да изодиш, да најдеш ситуации, да застанеш, да посветиш време, внимание, да почекаш, не знам, да се створи ситуација или не знам, за стрит фотографи барам малце потака. Сега ова е град кај што во 2 сати во правец се патува, што и да замислиш да правиш таму. Така да рачунај од тие 24 сати 30% ти е по метроа и автобуси. И плюс Санкт Петербург, значи тоа ни било, не знам, сон да се види тој град од секогаш. И тука малце компензирав со ќе направам што ќе направам додека сум турист. Па да, Така треба што- да се спои практичното со Па убавото, да, реално, нели, со пошто задоволството. бев воодушевен и фасциниран од градот, морам да признам, и така малце оврвам тот и ситуацијата таму сега и си имаше Токму тоа, да јас ќе кажав, сепак е војна, нели, сепак се во војна со... одиш во држава кај што ти гасат мрежа, Да, не GPS знаеш што може да се работи, случи. Добиваш такви предупредувачки си пораки и се тоа сега и ти треба да излезеш да фотографираш са малце и шубе, не знаеш како ќе се однесуваат према фотограф, пошто не сегде ни светов, па и низ Европа сум имал проблеми. Точно, И да, сега зошто викаш, фотографираш? Што прави овој тука Да, да. клучни моменти кај што е најнезгодно да фотографираш. Да. Така да малце тука имав и стеги искрено, пошто сега гледаш полиција, има, нема, не знам. Не останува многу малку време, сакам да ти подарам една книга од мој превод. Кажи ми, освен фотографијата, имаме уште многу малку време, 2-3 минути. Освен фотографијата, што друго те привлекува како професија? Еве, софтверски инженеринг оставаме Тргни на го страна, тоа, тоа ти е професија, а вокација ти е фотограф. Што друго? Да речеме, не постојат овие две и не сум ни едно од овие. Најверојатно би бил психологија, археологија, историја, нешто од тие. Преубави работи, преубави науки, да. Па тие ми беа реално пред да отидам на информатика на природно-математички, бев на чекоро психологија. Преубаво, да. И уште кажи ми, каков си приватно и што ти е најубаво бегство од ова секојдневие во кое живееме, нели? Сепак сите сме во еден колосек ставени, Да. сакале некеле. Приватно, ко цацко што вика, биг во познак. Риби, навидум обичен човек. Не навидум Не комплициран. навидум комплициран. Да. И кажи ни нешто за крај уште. И ке те одјавам. Не знам, немам нешто така подготвено специјално. Да сакаат луѓето убава фотографија да ја гледаат како што ја гледаш ти. Ето така, или не, да гледаат, а не да разгледуваат. Тоа е Така, разликата. да уживаат во Ти неа. ако застанеш и посветиш внимание на фотографија, наместо да свајпаме лево, десно, горе, доле, Ке откриеш тоа зашто може е и така. ќе се видат некои работи повеќе од што Јавно кажувам дека ми имаш ветено дека ќе ми направиш фотографии. Така да знаеш. Ти благодарам многу за учеството, навистина уживав. ти благодарам на поканата, стварно ми беше задоволство. Беше со нас Александар Томовски, фотограф. Јас навистина уживав, се надевам и вие. Бидејќи фотографијата е сведок за она што го живееме, еден мал, но многу важен предмет кој ни дозволува да ги зачуваме спомените. Ви посакувам само убави мигови спомени и до следното издание на Трафика ви посакувам само мигови на среќа. Довидување.